Beskrajna благодарност на председателот Борис Трајковски, кој во најтешките времиња за Македонија постави за свој најблизок советник и пријател. И конечно, пред да се вратам на нашава шармантна домаќинка, им го честитам од се срце успехот на ракометарите на Металург, а се надевам и на Вардар. Това е најдобра потврда за оно што го зборувам со денови на македонските плоштади. Македонија може и заслужува да се споредува со светот, а не само со самата себе си. Да станеш председател на Република Македонија не е само да си го направиш личниот кејф, да се фалиш пред деца и пред внуци. Треба стварно нешто да придонесеш за оваа земја. Да бидеш само колку да бидеш, за мене не е исполнување. Јас сакам да придонесам за сите вас, колку знам и умеам, а не да пишувам во биографијата дека сум бил нешто на некоја функција. Ова е земјоделски крај. Искрено, знаеш ли што се случува со земјоделците во земјоделството или те изненади теренот? Не можам да кажам дека знам, бидејќи доаѓам од Скопје. Знам од телевизија, знам од кажување, знам од пријатели кои ги имам многу во овој крај и во другите земјоделски краишта. Меѓутоа, кога ќе ја чуете таа ченерна вистина за луѓето кои живеат од земјата и кои не хранат сите нас, тоа ги надминува и најцрните ваши соништа. Не можам да верувам дека маката, јадот, трудот на македонскиот земјоделец е апсолутно безвреден во очите на оние кои владеат Македонија 8 години. Чинам дека таа категорија луѓе практично нив не ги интересира. Дури и во делот на субвенциите, дури и во делот на откупот на тутунот, тие успеа да направат поделба на ваши и наши. Значи, некој добива пари, некој и прави договори. Земјоделството требаше да биде, и наша заедничка вина е што 25 години наназад него направивме стратешка гранка во македонската економија. Али овакво понижување на македонскиот земјоделец ја не памтам во мојот живот. Знаете што ме прашуваат сите овие денови? Има само 9 члена во Уставот, тоа се ингеренции деме као за британска кралица, тоа е символична функција, повеќе церемонијална. Никој не ви забранува, кога ќе бидете председател на Република Македонија, да зборувате за кој сакате проблем кој го мачат македонскиот човек. За кој сакате проблем. Не мора да пишува во Уставот дека председателот се грижи за земјоделците. Ама сигурно пишува во Уставот дека македонскиот председател мора да се грижи за сите граѓани, вклучително и за земјоделците. Ovo smo го кажано заедно. Дај Боже он да биде премиер. Дај Боже. Но, ако е Зоран Заев не работи во интерес на македонските граѓани и во интерес на Република Македонија, и на него ќе му кажам стоп. Велиш, председател на несреќни луѓе е неуспешен председател. Секој има право да си ја бара среќата каде сака, но мојот став е дека најсреќен си народната грудка. Најтешко ми е кога гледам дека децава бегаат од Македонија затоа што немаат никаква шанса да си ја најдат среќата тука. Значи, што е чарето? Чарето не е, почитувани граѓани, да барате бугарски пасоши. Не го обвинувам што го правите тоа. Бугарија е членка на Европска Унија. Србија преговара. За некоја година ќе стане и таа членка на Европска Унија. Албанија најверојатно добива во јуни кандидатски статус. И тие ќе станат дел од Европа. Црна Гора помина неколку поглавја. Сите тие пасоши се плашам дека ќе ги бараме затоа што среќата ќе биде повеќе таму, во туѓиот, во белиот свет, отколку во својата земја. Јас ќе направам се што можам луѓето да добијат овде шанса и тука да бидат среќни. Не можеш да бидеш посреќен освен дома, обкружен со најблиските и најсаканите. Благодарам, ова е десетото начало во програмата на Стево Пендаровски, кандидат за председател на Република Македонија. Овде следе слушате неговата визија за подобра и по-просперитетна Македонија. Чи прва и основна работа која му личи на еден председател е да се обиде со сите сили
да ги надмине овие делби со кои го поделија македонскиот граѓанин по сите можни основи. Че не постои сектор, не постои регион, не постои професија во која не поделија на наши и ваши. Замислете, во оваа земја не можете да се вработите ако не сте член на владеачката партија. Во оваа земја, ако се прават списоци за технолошки вишок, први за терање се припадниците на опозицијата. Во оваа земја, ако примате социјална помош, нема да ја примите ако сте од опозицијата. Во оваа земја има две категории на граѓани. Едни нивни и сите ние други сме во категоријата во графата останати. Моето тажно чувство е дека таа втора графа властодржците до сегашни во Скопје воопшто не ги интересира. Затоа имаме стравична стапка на иселување. Демографските индикатори се катастрофални. Внимавајте на овој податок кој е вистинит, а не е јавно откриен. Во последните 5 години од Македонија се иселиле повеќе луѓе, не само млади, отколку во периодот 91-96. Може да верувате, во време кога имаше војни околу нас, во време кога не знаевме дали ќе ја биде Македонија, во време кога не бевме членки на Обединените нации, пак постоеше некоја верба дека можеби овде ќе ја биде работата и тука ќе ја најдеме среќата. Во последниве години, во некаков си наводен мир, повеќе луѓе бегаат од својата земја. Никој не напаѓа од надвор, нема никаква очигледна закана, ниту од натрешен конфликт, а луѓето ја напуштаат Македонија. Политиката раздели па владеј кумуваше на ова раслојување невидено во историјата на македонскиот народ и македонската држава. Во делот на економијата, и ова е податок за неверување. Значи, Македонија во последниве 3 години има поголемо социјално раслојување, значи најбогатите и најсиромашните, поголемо од Соединетите Американски држави. Тоа е податок на Светска банка. Значи, некој аз дисува од пари, некој не знае што да прави, има хеликоптери, авиони, јахти, не знам сметки каде. Каде му студираат децата, што коли возат, а некој се бори за корка леп. Такво социјално раслојување меѓу македонските граѓани не е било никогаш во ниту еден претходен режим, не само во бивша Југославија, никогаш во историјата. И на тоа кумуваше таа лоша, необмислена политика во која една партија се форсира, една фамилија се форсира и еден човек на таа пирамида се форсира. Дали постои решение од оваа ситуација? Јас го гледам. Ве замолувам да го видиме заеднички. 13 и 27 април се клучните датуми во последниве години. Нема да имаме подобра шанса во наредниот период да ја смениме работава на подобро. Што е потребно? Нови лица, нови политики и комплетно нова политичка структура на власт во Скопје. Досегашните властодржци се стари и служени транзициони политичари. Не ги гледајте нивните лични карти колку години имаат. Тие се по 10 на 15 години на власт. Првиот човек на досегашната влада има повеќе години поминато од сите политичари кои биле активни од 90 до денес, повеќе од половина од македонската транзиција е на власт. Мислам дека од нив видовме што можат, колку можат. Јас ви тврдам, толку знаат, друго немаат намера да прават. Затоа да им кажеме благодарам и да донесеме нови луѓе на 13. Господине Пендаровски, зошто граѓанинот пред се? Што мојот концепт е сосема различен од оној што го нуди актуелната власт до сегашниот председател. Што значи државата пред се? Јас тврдам дека ако продолжат сегашниве демографски трендови, дека народот и овој што не е доизбеган ќе избега. Што ќе имаме тогаш? Држава без народ? Ја предлагам да си го зачуваме народот и граѓанинот, државата ќе биде тука за сите нив, да им биде сервис. Значи, најновите демократски тенденции велат. Граѓанинот е побитен од државата, повеќе не се штитат државни граници, никој никого не напаѓа со тенкови авиони, луѓето да се ги сочуваме
ако бидат луѓето тука среќни и задоволни, државата ќе биде најјака. А државата, ако ја случуваме, можеме да дојдеме во ситуација да имаме само една фамилија внатре. Не ми треба таква држава. Ова се случува затоа што државата е во приватна собственост и затоа што институциите се партизирани од горе до долу. Во нормални демократии, кога ќе добиеш на избори, ќе го поставиш првиот човек и 5-6 луѓе околу него во неговиот соработнички тим. И толку. Ние дојдовме до тоа дередже да од чувар до директор мора да биде со партиска книжка на владеачката партија. Значи, прва задача на новата власт, прва, не утре, денес, кој ќе дојде на власт, е да ги департизира институциите и да не се меша политиката и кај треба и кај не треба. Овде треба да пресудува знаењето, а не книжката во джебот. Овде треба да пресудува искуството, вештините кои ги имате, книгите кои сте ги читале, а не книжката и која фамилија си. Тоа е златен човек! Какви се односите на Македонија кон соседните држави? Морам да кажам да споделам со вас една тажна вистина. Пред 4 години напишав и кажав дека Македонија нема ниту еден единствен пријател од 5 соседи. Чи може да замислите? Имате 5 комши и со никого не сте добри. Ако со еден не ви оди, разбирам. Со Грција во оваа ситуација, посебно бидејќи нивните барања се радикални, националистички и фашистички. И за такви работи, ова јасно ми е зашто нема разговор. Бугарија од време на време знае да збори со еден анахрон политички речник од 19 век. Не сите, но дел од бугарските политичани го користат тој јазик. Но што е проблемот со другите? Значи, замислете, живеете во едно соседство и со никого не разговарате. Дали е кабаетот до сите останати, или може би малку и ке вас? Ја тврдам дека Македонија, ова што е сега на власт, врхушка, регионот воопшто не е интересира. И сака да соработува со Хонг-Конг и Сингапур, со Бразил и Аргентина, со не знам кои краеви на светот. Замислете, денеска во вашиот крај, во кои се најдобрите земјоделци во Македонија, во кои има традиција вековна во земјоделието, они ви увезуваат некој хохштаплер од Индија да ви кажува што е земјоделие. Значи, да знаете, за држави со мали ресурси, со мала територија, со мало население, мала по сите параметри држава како што сме ние, не зборувам за Казахстан, тој е многу голема држава колку Европа. Значи, за малите држави, природно окружување, за бизнис, за трговија, за економија, за меѓучовечки односи, за било што, за туризам, е регионот и непосредното окружување. Ние не можеме да соработуваме со Хонг-Конг, ама можеме со Бугарија, можеме со Косово, можеме со Албанија, можеме со Србија. Тоа не можам да го разберам. Но ја можам да ги разберам луѓето кои тоа не го прават. Толку знаат.